Премиерот се уште не ја поднел оставката што ја најави пред 2 дена. Она што засега се знае дека Зоран Заев не отстапува од одлуката да се замине од владата и од лидерската позиција во СДСМ, но прашањето е кога тоа би се случило. Информациите се дека е можно оваа одлука да се пролонгира до крајот на годината и дека како опција била спомената на меѓупартиските консултации на коалициските партнери, состанок на кој останатите лидери не успеле да го разубедат Заев од намерата да се повлече. Образложението зошто да се почека за 2 месеца било во потенцијалната можност до средината на декември да се пронајде некаков компромис со Бугарија и Софија да го деблокира евроинтеграцијскиот процес. Владата денеска заседаваше првпат по најавата за оставка на премиерот на која се разгледувале низа тековни точки и прашања. Паралелно со потврдите на актуелната владеачка коалиција дека мнозинството е стабилно и дека нема потреба од предвремени избори, опозицијата, јавајќи на бранот на победата на локалните избори, го прозва Заев, прашувајќи го докаде е со оставката. Зоран Заев повторно блефираше и остана на Facebook оставка, но не ја достави со допис до парламентот. Од тука се гледа дека оставката на Заев е иста како и оставката на Филипче. Ја поднесе за да не биде прифатена и потоа да одбегне одговорност. СДСМ не си стои до зборот и повторно ги подценува граѓаните. Чекорите на новата локална власт веќе се конфронтираат со одлуките и политиките на централната власт. Министерството за надворешни работи реагира откако на конститутивните седници на советите на општина Штип и општина Аеродром, советниците од новото мнозинство се потпишувале на свечени изјави на кои стоело поранешното име Република Македонија. МНР, следејќи ги ваквите појави по завршувањето на локалните избори и при конституирањето на определени совети во општините, повикува на доследна примена на уставните одредби во согласност со Преспанскиот договор, имајќи предвид дека непочитувањето на уставот и на ратификуваните меѓународни договори сериозно го нарушува меѓународниот углед на државата и го поткопува правниот поредок на Република Северна Македонија, се вели во реакцијата на МНР. Министерството за надворешни работи го повикува Министерството за локална самоуправа соодветно да реагира во согласност со своите надлежности и апелира до сите советници во општините достојно да го почитуваат уставот на Северна Македонија. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.